Плоштадот Филип II во Скопје. Сместен е на влезот на старата Скопска чаршија, бил именуван во чест на големиот македонски бунтовник Петар Карпош и неговото востание од 1689 година. Но по поставувањето на големата фонтана со статуа на Филип II Македонски, плоштадот бил преименуван во името на овој крал на Македонија со одлука на Советот на град Скопје. Според последните измени на плоштадот, кои што се дел од проектот Скопје 2014, плоштадот представува комплекс од 4 фонтани со скулптури, меѓу кои доминира фонтана со споменик на Филип II Македонски, заедно високи 28 метри. На плоштадот се наоѓа и скулптура која ја представува Олимпија, мајката на Александар Македонски со незиниот син Враце. Веднаш до камениот мост се наоѓа уште една фонтана на која што има 4 бронзени коњи. Под плоштадот била предвидена и изградба на подземен паркинг за 70 возила. Целиот проект за уредување на плоштадот чини околу 5 милиони евра, од кои 3 се потрошени за леење на скулптурите во Италија. Сите скулптури се дело на Валентина Карамфилова Стевановска. Скулптурите се леани во леарницата Фондерија Артистика Гуастини. Со самото доуредување и изградба на овој плоштад и со новите објекти, како Меморијалниот музеј на Холокаустот, Музејот на македонската борба и Стариот театар, ова културно-историско јадро на градот добива лик и заедно со улицата и плоштадот Македонија, камениот мост и чаршијата станува дел од привлечна пешачка зона. Плоштад Пресвета Богородица кај црквата Пресвета Богородица. Трите фонтани на плоштадот Пресвета Богородица, во чија средина на столбови обложени со мермерни релиефи се поставени скулптури на Пресвета Богородица, на Свети Никола и на Свети Петар и Павле, се ставени во функција. На големиот православен празник, Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, отворен е новиот плоштад во Скопје во чест на Мајката Божја Богородица. Благовештението, рождеството Христово, сонот на Светиот Павле се само дел од епизодите кои се представени во форма на длабок релиеф. Vечно